Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се повеќе луѓе ги ставаат млекото и лебот на црната листа. Дали постои реална причина да се плашиме од глутенот и лактозата во исхраната? Се работи ли само за тренд или пак за реална здравствена потреба? Како изгледа безглутенската и безлактозната исхрана? Денеска од разговорот со магистар Татјана Павлова, нутриционист. Разговорот следува по рекламите, а ќе имате можност да се вклучите и во програма со ваши прашања, бидејќи емисијата е контактна. Исхрана без глутен и лактоза. Дали е тоа само тренд или пак реална здравствена потреба? Ова прашање ќе го патиме на денешната гостинка, магистар Татјана Павлова, нутриционист во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до гледачите покрај малите екрани. Се повеќе луѓе избегнуваат да конзумираат леб, тестенини и слично, бидејќи се убедени како глутенот им создава стомачни тегоби. Па кои производи најчесто содржат глутен во себе? Прво, да тргнеме од тоа што е глутен. Мислам дека на многумина и не им е јасно што е глутен. Глутенот представува протеин, кој што е содржан конкретно во одредени житарки, за нас најпозната пченицата, меѓутоа можеме да го најдеме во јачменот, во ршта и од тука би заклучиле во сите производи лебасти, што би ги рекле, или производи кои што се еден вид тестенини, крекери и така натаму. Но дали само тука можеме да го најдеме глутенот? Не. Постојат многу скриени извори на глутен. Па, може би за некого ќе биде изненадување сега ако кажам, но глутенот има и други својства покрај протеин во исхраната. Него го користиме многу често фармацевската индустрија, индустријата за прехрана го користат како згуснувач, адитив, засилувач на вкус и така натаму. И кога веќе велиме дека имаме медицински дијагностицирана нужна потреба да го отстраниме од исхраната, треба широко да гледаме и да внимаваме на многу производи. Така. Тие кои што имаат медицинска потреба да го отстранат глутенот од исхраната, велат дека е тоа на вистина голем предизвик и е тешко, бидејќи како што споменавте го има прописно секаде, дури во млечните производи, во киселото млеко и така натаму. Како изгледа безглутенската исхрана? Тоа значи да се елиминира се што содржи глутен? Буквално се што содржи глутен. Во оваа ситуација, кога имаме, пак ќе се навратам, медицински оправдана причина, односно или ни е дијагностицирана целијакија, или имаме медицински докажана сензитивност или интолеранција на глутен. Инаку целијакија е алергија на глутен? Не, целијакијата представува генетско автоимуно заболување, кое што е од наследен фактор и директно ја напаѓа слузницата во нашиот дигестивен систем. Значи, при консумација на храна која што содржи глутен, доаѓа до многу јака имунолошка реакција, што буквално ги уништува нашите цревни ресички, па од тука нашето тело не е способно да го разградува протеинот глутен. И тука настануваат сите тегоби. Кога имаме целијакија, значи симптомите се јаки, симптомите се неподносливи и тука нема терапија освен доживотна безглутенска исхрана. Да се префрлиме на безглутенска исхрана воопшто не е лесен процес, не е едноставно, значи како што има, велиме, позитивни страни, безглутенската исхрана може да доведе и до одредени негативни страни, а најмногу би кажала цената на чинење на производите. Како сме сигурни дека некој производ е без глутен? Значи, вообичаено на самата декларација, тука главна улога игра читањето на декларациите, на самата декларација треба да најдеме прешкртен клас. Значи, законска обврска на производителите, конкретно на безглутенска исхрана, па и безлактозна, односно оние фри производи, е да има задолжителна забелешка. После тоа, значи, не само што ќе го тргнеме од исхраната, како што кажавме, мора да внимаваме каква козметика користиме.
За женската популација може ќе биде нешто интересно што ќе кажам, меѓутоа во производството на кармините се користи. И сега, доколку имаме сензитивност и целијакија, доколку користиме некое руменило кое што содржи, имаме директен контакт со устата, па првично од тука може да почне реакцијата. Така, но многу луѓе без диагноза самите си поставуваат всушност диагноза дека имаат некаква нетолеранција кон глутенот и ја изфрлат оваа намирница, односно ги изфрлат намирниците што содржат ваков протеин од исхраната. Дали е тоа оправдано? Во ниеден случај не е оправдано. Ајде вака тука, за да им доловам на гледачите, би сакала да направам споредба кои се прво безглутенски житарки, што содржат и да ги споредиме со оние глутенски житарки. Првенствено, најчест извор на безглутенски брашна насни се скробовите. Смесите кои што се продаваат, значи кои што ни ги нудат како безглутенски брашна, се направени од компиров и од оризов скроб. Тие намирници, значи и компирот, па и белиот ориз ке речеме, се значи намирници сиромашни со диететски влакна. Па од тука првенствено многу често, значи пред да се диагностицира глутенска ентеропатија или целијакија, многу често имаме друго заболување, најчесто анемија. Зашто? Бидејќи во нашиот дигестивен систем, кој што не преработува некои намирници добро, не е можно да имаме добра апсорбција на витамини и минерали. Значи сме прво витаминско-минерално дефицитарни, додека житариците кои што содржат глутен и зошто велиме дека се корисни, во својата обвивка значи содржат изобилие на нутриенти кои што се потребни на нашиот организм. Витаминот Б, фолната киселина, магнезиумот, сите тие микронутриенти ние можеме да ги земеме преку храната ако консумираме целозрнести житарки. Меѓутоа тие житарки содржат глутен. Од друга значи, тие се здрави всушност. Тие се всушност здрави, значи затоа велам. Ако немаме проблем со глутен, апсолутно, тие се здрави. Апсолутно, значи се што ќе препорачаме, консумирајте диететски влакна. Каде ги има тие диететски влакна? Токму во обвивката на житарките. Да, и овошјето и зеленчукот влегуваат тука, меѓутоа многу витамини и минерали ние ги црпиме токму од целозрнестите житарки. Би споредила, значи конкретно, една смеса на безглутенско брашно, кој содржи на 100 грама многу малку, 0, нешто диететски влакна. Додека во 100 грама пченично брашно знаеме да најдеме и до 14 грама диететски влакна. Значи, ова воопшто не е наивна одлука. Воопшто не е наивна одлука, точно. А може ли тоа да доведи до промена на цревниот микробиом? Доколку долго време, долгорочно се применува ваков тип на диета, на режим на исхрана без глутен? Автоматски. Значи, во нашиот микробиом познато ни е дека живеат голем број на микроорганизми. И сега, знаете како, нашиот дигестивен систем е навикнат на она што ние му го нудиме, пласираме, даваме и на тој начин велиме каква храна консумираме, таков е и нашиот микробиом. Сега, видете, сме приметиле, например, сме слушнале, сме виделе нечие сведоштво нас ни посочило дека ние примерно треба да го отстраниме глутенот од исхраната. И ние тоа го правиме месец, 2, 3, 5. И откако после тоа ќе внесеме глутен, настануваат реакциите. Значи, свесно некогаш нашето тело го доведуваме во непријатна состојба. Зашто? Бидејќи тие неколку месеци ние сме ги исчистиле тие бактерии кои што треба да бидат во нашиот микробиом. Зошто? Затоа што сме давале безглутенска исхрана. Односно, веќе не постојат. И со самиот внес, после тоа на глутен, во нашата исхрана може да добиеме многу појаки реакции. Покрај безглутенската исхрана, тренд во популарната култура е и безлактозната исхрана. Сега, некои велат дека кога ќе пијат млеко, имаат стомачни тегоби, но не и кога ќе конзумираат сирење. Многу интересна работа. Лактозата пак, за разлика од глутенот, таа е млечен шекер. Значи, точно најприсутна е во обичното кравјо млеко. Ја има, значи, и во овчето, и во козјото млеко, меѓутоа ќе се навратам на тоа споредбено малку подацна, но кога станува збор за сирењата, кога велиме не реагираме, можам да консумирам сирење, можам кашкавал да консумирам, можам путер. Млечните производи
покрај тоа што содржат протеини, они нам ни се познати како високомаслени производи, значи ние и доста масти од нив взимам. Сега, технологијата на производство на сирење кашкавал, кефир, путер, значи овозможува да таа лактоза некаде се искористи во технолошкиот процес, дали е некоја ферментација, дали е отстранување, односно екстрахирање на лактозата. И сите оние млечни производи кои што содржат поголем процент на масти имаат помало ниво на лактоза. И кај популацијата која што е лактозно чувствителна, морам да посочам дека дозволено е до 12 грама, значи можат да толерира. Значи не треба сосема да отстранат. Некоја мала количина може да конзумира. Исто се случува и со глутенот, меѓутоа осетливоста е помал. Има популација што и минимална количина на глутен пречи и доведува до реакција, меѓутоа има и популација со целијакија која што до 5% може да толерира глутен. Додека кај лактозно интолерантната популација велиме дека до 12 грама можат да консумираат. Колку е тоа? Лажичка, 2? Колку е тоа? Значи, зависи прво од типот на млечниот производ кој што го консумирам. Концентрацијата на лактоза во него. И би било пожелно тука и законска обврска е на производите и да се обележува количеството на лактоза. И сега да се навратам, кога велиме дали да пијам козјо или овчо кисело млеко, кисело млеко и така натаму, овчото ни е малку повисоко маслено, меѓутоа кај интолерантните на лактоза ќе речат многу сакам сирење, ама не можам да консумирам. Првично нешто, не велиме скрос елиминација, него велам ајде префрлете се на козји производи. Затоа што видот на лактоза е поразличен од оној кај кравјото млеко. Така да како алтернатива секогаш им препорачуваме прво типот на млекото да го сменат, да видиме дали чувствителноста ќе се намали, ќе биде иста и така натаму, за да знаеме како планот на исхрана да го модифицира. Често се среќавате со лица кои што имаат нетолеранција на лактоза? Нетолеранција, па тоа им се предпоставки се. Најчесто предпоставки, затоа ве прашам. Значи само диагностицирани се, така? Да, само диагностицирани, имам подуваност. Значи подуваноста може од многу најразлични причини да дојде. Не секогаш е глутен, не секогаш е лактоза. Некогаш и диететските влакна или намирници кои што создаваат надувување, може да ги консумираме затоа што ни се убави и така натаму, а не сме свесни дека надуваноста може да дојде од друга причина. Одредени лекови исто надуваност може да создадат. Само да појасниме дека нетолеранција кон лактоза не е исто што и алергија на кравји протеини. Точно. Тоа се разликува. Тоа се две различни состојби и значи кога станува збор на алергија, алергијата е малку по-бурна реакција. Значи дали со осипи, дали со гушење и во тој случај велиме моментална елиминација. Додека кога е нетолеранција, идеме со постепена елиминација. Па затоа би рекла, ако се сомневам, пак и за нас нутриционистите е подобро ако е тоа диагностицирано. Значи затоа велиме, ајде прво производите кефир, бидејќи токму тука млечниот шеќер во ферментациониот процес се користи. Па кефирот ни е намирница која што содржи малку лактоза. Путерот е високомаслен, меѓутоа содржи многу малку лактоза. Пармезанот, меѓутоа повторно тука треба да внимаваме во количината, но пармезанот е исто намирница која што е многу малку лактоза содржи. Тврди сирење и кашкавали, односно постари, постоени, исто и они се со многу низок процент на лактоза, но не значи сега дека треба да седнеме и пола калап да изедеме, значи задолжително да се внимава. Да си го качиме холестеролот до плафон. Холестерол, масти и така натаму. Сега да разрешиме уште една дилема. Дали безглутенските и безлактозните производи се навистина поздрави? Например, дали безглутенските колачиња содржат помалку шеќер од обичните? Апсолутно не. Бидејќи некој смета дека на ваков начин се хранат многу поздрава. Ваја постои една статистика во последните 5 до 7 години дека продажбата на фри производи, глутен фри, лактоз фри, шугар фри и така натаму, пораснала за 50% на светско ниво.
токму поради трендот ова е поздраво. Меѓутоа, ако споредам еден бисквит направен од интегрално брашно, пченично, и ако споредам од безглутенско брашно, кој што претходно објаснив дека тоа се скробови кои што немаат диететски влакна, а имаат многу висок гликемиски индекс, плюс додаден шеќер, значи апсолутно тврдам дека безглутенските колачи, бисквити, така натаму содржат многу повеќе шеќер од обичните интегрални, ќе ги кажам. Значи да не наседнуваме на маркетинг, манипулација кога е наведено без лактоза, без глутен, како обид за нешто да се продаде како поздраво. Тука веќе пласманот на производи, агресивноста на индустријата за храна, производите да се полесно пласираат и да дојдат до купувачите. И знаете што е интересно, Марија? Значи, во таквите производи глутен фри може да биде напишано на половина од обвивката, додека останатите состојки од декларацијата се едва и видливи. И сега, тука постојат и скриени маркетиншки трикови. Например, не секој знае дека малтодекстрин содржи глутен, ако пишува засилувачи на вкус. И на тој начин се глутените скриени тука. Модифициран скроб. Значи скробот го имаме во пченицата. Ете, тоа се некои скриени извори на глутен кои што на обичниот купувач не му се познат. Дури и на нас, познавачите на храна, се повеќе се под нови и нови називи, некогаш и нас... Постојано нови замки кои што треба да се разјаснуваат. Да те сакавте да добавите уште нешто? Да, меѓутоа тоа е веќе обврска на државните институции, каде што мора да прават контрола, многу често да се земаат мостри, односно примероци, да се испитуваат во лабораторија и така натаму, барем за она што се произведува во нашата република. А дали има вистина дека овие режими на исхрана, овие диети, условно речено, помагаат во слабење, во губење на килограмите? Многу интересен став, кој што сите, воглавном, во најголем процент сите оние кои што се одлучуваат на премин на ваков начин на исхрана, вообичаено тоа се дојдени од извори социјални мрежи, инфлуенсери, некој кој што влијание. Да, огромно. Некој кој што е платен од некоја индустрија за да тоа го направи, или пак некој личен став. Например, сум ја решила надуеноста со тоа што сум го отстранила глутенот од исхраната. Да, може би надуеност, може би ако некој период сме имале обстипација, па ете сме го испразниле дигестивниот систем и се чувствуваме полесно, полетно и така натаму. Но со отстранувањето на ваквите производи, може вишокот на течности кој што ги задршките кои што ги направило нашето тело, но може би не е од лактозата, може би е од млечните производи кои што содржат сол, може би од тоа е дојде на таа. Така. Да. И сега кога ќе го почувствуваме тоа леснување, ние мислиме дека сме ослабеле, меѓутоа не, за да почне да се црпи она патолошко масно ткиво, треба многу работа. Не е така едноставно. Да, не е така едноставно. Затоа, значи, влијанието на инфлуенсерите, социјалните мрежи, апелирам да не представува клуч или, како да кажам, покренувач за ние да се одлучиме да практикуваме одреден начин на исхрана. Дали кај оние кои што одлучуваат да не конзумираат млеко, а при тоа ги сфрлили млечите производи, може да дојде до дефицит на калциум во организмот? Вака, млекото нас не е познато како најголем извор на калциум, меѓутоа не само калциум, тука е витаминот D, витаминот B12 кој што е многу голем трансмитер. Доколку планот за исхрана е направен од стручно лице, вклучувајќи го значи и нутриционистот, соодветна замена на одредени намирници, кои што се од растително потекло во овој случај, може тој дефицит кој што би го добиле преку млекото, ние да го замениме. Значи, има алтернативи на млечните производи со ист нутритивен профил како млекото? Значи, оние протеини кои што се содржани во млекото, не можеме ние да ги надополниме. Ниту со растителни млека кои што наведоми, не се вистинско млеко. Тоа ми беше прашањето, дали се тоа млека? Не. Значи, млеко како млеко, со оној состав, со
казеинот како протеин, како веј протеинот, како алфа лактоглобулин, бета лактоглобулин и така натаму, значи ги има исклучиво во млекото добиено од животинско потекло. На тој начин ние не можеме со ниедна храна да ги додадеме или да ги вратиме, но како растителни извори на калциум имаме сусам. Значи имаме брокула и карфиол. Имаме лиснатите зеленчуци, извинете, овошја не. После тоа сардината, која што ние не љубиме многу да ја консумираме, меѓутоа оние ситни коскички се пребогати со калциум. И обично ги фрламе тие коскички. точно. Треба да се изедат. Тоа треба убаво да се изгмечи со вилушка или во блендер и така. До толку се плашиме дека би ни направил некој проблем, и сардината е одличен извор на калциум. Но оној калциум кој што, односно оние витамини, протеини кои што се содржат во млекото, не можеме да ги надокнадиме на друг начин. Дури, ете, сојното млеко ќе го спомнам како растителна варијанта, бадемовото млеко кој што содржат одредени видови протеини или се збогатени со одредени протеини, не се со ист аминокиселински состав како што се протеините содржани во млекото. Како да се задржи разновидноста во исхраната кај лицата кои што спроведуваат ваков режим на исхрана без глутен и без лактоза? Освен што е тешко и што е финансиски отежнато. Како би се задржало? Значи, тука повторно ќе кажам, нутриционистот ја игра главната улога. Чести контроли треба да се прават. Значи да се проверува витаминско-минералниот статус, да видиме до кај сме, што сме. Не значи еден план за исхрана без лактоза дека ние сме завршили или без глутен. Значи, поради тоа, надзорот од нутриционист на вистина во вакви ситуации е неопходен и особено. Значи, не само нутриционист, и гастроентеролог, интернист, па и обичен доктор да е. Значи, треба да се следи дали имаме подобрување или немаме подобрување. Што губиме, што имаме. И така. Така, мултидисциплинарен пристап е тука неопходен. А дали децата кои што се ставени на безглутенска или пак безлактозна исхрана може да се развиваат нормално и да растат без проблем? Реално, млечните производи, кога ќе ги отстраниме кај дечињата, бидејќи тоа е храна, барам јас како нутриционист, што велам дека барам нив не треба да им ги отстрануваме. Значи, кај дечињата, лактозата и глутенот препорачувам значи во исклучително крајни и медицински неопходни ситуации да се отстранат. До првата година, нели, велиме најдобро е детето да си биде на мајчино млеко, па алергените постепено ги додаваме, но во случај ако детето стварно реагира на крави и протеини, тогаш да се избегнува кравјото млеко и кравиите производи. Се додека детенцето не стекне имунитет, па постепено да почнеме да им ги внесувам. Зашто ги тука давам акцент на млечните производи? Затоа што нив им се неопходни за раст и развој. Калциумот за коските, B12 анемијата да не се јави, значи за развој на мозочето, значи витаминот D, значи на сите ни се потребни тие, а особено можеме да сватиме кога едно детенце е во раст и развој. Особено од детство до адолесценција, кај нив е толку забрзан тој раст и развој, што тука не би се сложила, освен, реков, во крајно неопходни, така, на своја рака родителите да прават некакви алтернативни модификации на исхраната. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Добре дојдени се вашите прашања и размислувања на темата на која што говориме. Ме интересира дали верувате дека овој начин исхрана можеве да ви помогне во подобрувањето на здравјето и дали можеби го практикувате. Ние продолжуваме понатаму со млекото. Споминавте дека млекото и млечните производи се неопходни кај децата, а што е со возрастните? Дали возрастните навистина имаат потреба од млеко? Интересно е, ако ги слушаме поддржувачите на веганската и вегетаријанската исхрана, велат човекот е единствениот цицач кој што до крајот на животот консумира млеко и млечни производи. Велам, со текот на возраста можно е да се губи ензимот лактаза. Меѓутоа не кај сите и не секогаш. Доколку ние не чувствуваме никакви тегоби, доколку чувствуваме дека на нашето тело се добре дојдени, добро му пријат, не сум за да се отстранат млечните производи.
особено ферментираните млечни производи. Зашто? Бидејќи сепак тие содржат и некои пробиотици во себе, кои што се буквално здравие за нашиот микробиом. Што е со млеката без лактоза? Млеката без лактоза, конкретно, што... Дали сметате дека се добра алтернатива на обичното млеко или можеби е подобро да се земе растително млеко? Кој е вашиот став по тоа прашање? Повторно ќе кажам, доколку немаме никаква интолеранција, никаква докторска препорака, дури ни безлактозните млека да не се консумираат. Ние сите нутриционисти повеќе насочуваме кон ферментираните производи. Така. Особено кефирот, велиме дека се повеќе треба да биде вклучен во исхраната, споредено со јогуртот, затоа што во јогуртот може да се најдат некои згуснувачи, скробови и така натаму во текот на неговото добивање и технолошкиот процес, но кефирот е навистина. Така, значи ферментирани производи и да си, ако немаме проблем, слободно можеме да си ставиме млеко во кафето? Да, точно. Но... Наместо без лактоза, иако и тоа е дискутабилно дали е добра комбинација млеко со кафе? Точно. Значи, еве, јас сум личен пример каде што не можам млеко со кафе да пијам. Значи, имам одредени рефлуксни проблеми и така натаму. Оној кој што може тоа да го толерира, апсолутно нема никаква забрана. Значи си го слушаме телото. Да си го слушаме некогаш телото, да. Со тоа што морам да посочам дека млеко и кафе се вишок калории. Еве кај популација која што е загрижена во однос на телесната тежина. Телесната тежина. Значи, додавањето на млеко во кафето е вишок калорија. Да ги вклучиме гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ви благодарам. Поздрав до вашата гостинка. Ја следим емисијата, прекрасно зборувате. Благодарам. Ја имам едно прашање, бидејќи се работи за мене кај млад човек, каде што имаме алопеција на коса. Ме интересира, например, како калциумот тука, како влијание има, бидејќи некаде ни велат да се намалуваат млечните производи. И сега како замена, или го споменавте млекото од сусам, колку е здраво калциумот во него што го имаме. Така, значи колку е соодветна таа замена, млеко од сусам, ако добро ве разбрав. И калциумот што може да се добие од тој извор. Бидејќи нели косата поврзана е обично нели со другите работи, кожата, ноктите кај луѓето, само тој аспект. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи, ние сусамот го дадовме како една алтернатива за консумација на калциум, значи извор на калциум, така да во овој случај не гледам дека би пречел да се консумира сусам, млеко од сусам, бидејќи сепак сусамот има и други нутриенти кои што се особено важни и причина зошто да го вклучиме во нашата исхрана. Конкретно здравите масти би ги спомнала, конкретно би спомнала дека сусамот е извори на железо и така натаму. Значи, слободно, како препорака, може да се консумира сусамот во исхраната. И тоа би било добро и за кожата, за ноктите? Да. Значи, нешто што не го спомнавме, а ме поттикна гледачот, фри производите, глутенот и лактозата, постојат некои сознанија дека се поврзани и со појавата на автоимуни заболувања. Односно, доколку се соочуваме со некој автоимуно заболување, се почесто имаме препораки да се намалат во исхраната глутенот и лактозата, значи не да се останат, не да се испрлат, така, туку да се намалат. Во помала количина се внесат. Затоа што глутенот и лактозата па се сметаат и за високи алергени. Значи на листата од алергени, состојки во храна, први се на листата. И доколку сакаме ние воспалителниот процес да го барем за почеток, доколку скоро сме се соочиле и сакаме воспалението да го намалиме, пожелно е да се намалат во исхраната. Така, да се намалат, но не да се испрлат. Но не да се испрлат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до нутриционистот. Имам едно прашање онака од љубопитност. Така, повелете. Ме интересира што се случува кај онаа групација на луѓе кои што се вегани, зборам традиционално културолошки, нели, или религиозно. Дали има некој
сериозни научни истражувања кои што покажуваат здравствена аномалија кај оваа група на луѓе, нели? Да речеме во Индија има цели нации, народи, група на луѓе кои што, нели, со векови се вегани. Така. Благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Кај веганството и вегетаријанството може да дојде само до дефицит на одредени микронутриенти. Многу често таа популација страда од анемија, особено на B12 дефицитарна анемија. Зошто? Бидејќи тој витамин го имаме само во животинската исхрана. Не можеме да го најдеме преку исхрана од растително потекло. Ако сме вегетаријанци и консумираме јајца, тука немаме проблем, затоа што B12 се содржи во жолчката од јајцето. Меѓутоа, строго веганската популација препорака е да го зима суплементарно. Значи, сето она што недостасува како микронутриент, да се зема суплементарно. Тоа е само разликата помеѓу вегетаријанството и нормалниот начин на исхрана. Така, некој вела дека е најдобро да се храниме како што се исхранувале нашите предци, дека тоа е најдобар пристап. Бидејќи во азиските земји не се користело никогаш млеко ни млечни производи, таму имат голема нетолеранција на лактоза, но тука на овие простори постои тој ген кој што возможува толеранција во ограничени граници кај одредена популација, кај некој може да примаат и слободно. Имам уште еден гледач, ако не се лажам. Добар ден. Добар ден. Уште една можност за гледачот. Ало, добар ден, дали сум јас во... Да, во програма сте, повелете. Вака, сакам гостинката да ја прашам. Ставно ја гледам и во ТВ Сонце. После емисијата дали ќе може да остави телефон? Тоа е едно. Второ, што е подобро да се... јас да пијам козјо млеко, викам дека за остеопороза било добро, или јогурт, битолски јогурт ми е многу убав. Значи, дали е подобро битолски јогурт или козјо млеко? Така, прашањето ќе го генерализираме, дали е подобро да се пие јогурт или пак да се пие козјо млеко. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Мене лично, ако ме прашате, козите производи се број 1. Козите производи број 1? Да, реално се почисти. Значи, самото животно се храни со многу чиста храна. Се уште не се како животни толку контаминирани со антибиотици и така натаму, и даваат на вистина поквалитетно млеко и млечни производи. Дури и во состојбите после хемотерапија, кај популација која што страда од некој вид канцер, препорачуваме млечните производи да се заменат комплетно со козји производи. Пред малку го искоментирав оној момент дека е најдобро да се практикува исхраната која што е имам уште еден гледач за адаптацијата на македонската кујна на безглутенската и безлактозната исхрана. Ќе дознаеме веднаш по прашањето на гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, поздрав до вас. Ме интересира за алергија кај девојче мало се работи на млеко. Така? Пред 2 години открина, беше на јајце и на млеко, сега е само на млеко. Како замена за млекото пие овесно млеко. Препорака од нутриционистот ако може, што друго, кефирот дали може да го консумира? Значи се работи за алергија, ако ве разбрав добро, не за нетолеранција. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков режим на исхрана се практикува кај некои што имаат алергија на млеко? Дали треба да се исфрлат сите производи? Во зависност од реакцијата каква. Значи, рековме, ако е малку побурна реакцијата, не би препорачала тука млечни производи. Значи, се додека девојчето не стекне имунитет, малку повеќе. Еве, спомна гледачката, прво била на јајца, значи тоа се смирило, а сега останува на млеко. Значи, кефирот... дека тие алергии на млеко алергијата се надраснува, исто така. Да, точно. Значи, се додека не стекне имунитет, значи не би препорачала да се даваат млечни производи. Кефирот го спомнавме како тоа е одлична намирница. И препорачам сите, и оние кои што имаат и кои што немаат интолеранција на лактоза, да го консумирам.
Меѓутоа, него го спомнавме пред малку како намирница која што содржи малку лактоза. А веќе кога е тука млеко и кога се млечни производи во прашање, Значи има разлика помеѓу нетолеранција на лактоза и алергија на млеко. На млеко. Пристапот е различен. Пристапот е различен. Ако е побурна реакцијата, значи веднаш се престанува со консумација на млечни производи. Така, Татјана, на каков начин македонската кујна може да се приспособи на безглутенска и на безлактозна исхрана? Еве, например, како да се направи мусака или пак сарма? Така. Добро, кај мусаката во главном ние ја правиме и од безглутенски производи. Компирот не содржи глутен. Оризот како житарка не содржи глутен. Обливаме со млеко. Меѓутоа обливаме со млеко. Јас би препорачала и помалку калории на тој начин ќе внесеме, да не ја прелиеме со јајце и млеко. Само така, да ја се испече со месо и има компири. и друга алтернатива, која што исто така ја препорачуваме во режимите на исхрана, само белки од јајце и кисела вода одозгора, значи како еден слој и така е вкусна, или нормално алтернатива безлактозно млеко. Дури има и густи млека растителни, еве кокосовото ќе го спомнам, ако сакаме само бешамел сос да ставиме, но во тој случај да користиме безглутенско брашно и таков тип на млеко. А кога сармате во прашање, каде што има Сармата ориз? традиционално нема глутен. Оризот нема? Не. Оризот нас не е безглутенска житарката. Добро, значи тука веќе нема проблем. Немаме проблем, освен има популација која што сармата од лозов лист, нели? Сака одозгора со кисело млеко да си ја прелие, во тој случај. Или алтернатива некој вегански јогурт или ништо. Така. А колку е безбедна македонската исхрана кога станува збор за лицата кои што се нетолерантни кон целијакија или пак кон глутен и лактоза? Видете, ние општо сме популација која сака да консумира тестасти производи и ги сака млечните производи во изобили. И кога ќе речеме дека навистина треба тоа да се намали во исхраната, се соочуваме и со проблем. Значи, некому ако се тие омилени намирници, како да му ги скратим? Во однос на безбедноста, јас не можам, барем јас не знам, дека имаме некој ресторан кој што е деклариран дека ќе произведува исклучиво безглутенска храна. И дека еден целијакичар би можел таму да појде и да ужива. Добро, на што треба да внимаваат луѓето кои што имаат ваков проблем, кога одлучуваат да се хранат надвор од дома, на гости или пак во ресторан? Така. Смеат да седнат во ресторан кај нас? Значи, да седнат, но да бираат навистина безбедни производи. Значи, тоа да не бидат тестести, едноставно нека прашуваат. Еве, мој совет од мене, имаат потполно право да го прашаат келнерот на кој начин се подготвува. Затоа што кога целијакија е во прашање, тоа треба да биде дури и во домашни услови, тоа треба да биде изолирано производство на храна. Различни садови, на различно место да се меси, да се готви храната. Не сме ни минимална крос-контаминација да дојде. Има ресторани кои што велат готвам безглутенска пица, меѓутоа се готви на исто место каде што се готви обичната пица. Заради тоа не можам да кажам дека во Македонија таков тип на производи во ресторан се безбедни. Но нека се одбере безбедна варијанта. Нека се земе оброк салата без сосови, затоа што и во сосовите и во кетчапите имаме згуснувачи кои што се на основа на пченични протеини, токму пченични протеини. Значи да се одбира чиста риба, значи која што е готвена на скара или печена во посебен сад. Лебастите рековме скроз да се одбегнат, значи да се консумира овошна салата, некоја. Навистина таа популација ограничена многу кога се оние социјални дружења во прашање. Воопшто не е едноставно. А доколку одат на гости, пожелно би било домаќинот да го информираат што да им сготви. Верувам дека им е јасно колку е сето ова тешко и оние што се обиделе да направат премин кон таков тип на исхрана, па дури и од некои причини собствени лични. Ќе ги вклучиме гледачите, потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до сите. На телефон мајка на 8-месечно бебе. Така.
Внесовме глутен, почнуваме со млечни производи, па би сакала да прашам нутриционистката да препорача кои млечни производи би биле најдобар избор, дали грчки јогурт, кефир, кремсир, јогурт обичен, така. Така, значи 8-месечно е бебето. 8-месечно бебе, да. А на колку месеци го внесовте глутенот? Од 7 месеци немаме семена историја на алергии на глутен и на млеко, така што полека внесуваме по нешто и од житарки и од млечни производи, само ферментирани. Без млеко на доење е бебето. На доење бебето го доите се уште. Така, ви благодарам за вклучувањето во програм и за убавото прашање. Прашав кога го воведов глутенот, бидејќи тука се променија препораките, порано беше што подоцна, значи после 9 и 10 месец, а сега велат што порано. Да. Значи, ова е родител кој што правилно внесува одредени производи во исхраната на бебето. Доколку бебето е се уште под мајчино млеко, како што разбрав, би препорачала со постепен внес на млечни производи. Прво ферментираните нека ги почне, па после тоа кравиото млеко. Со што да почне? Кисело млеко, јогурт? Кисело млекце во секој случај. Значи, киселото млеко исто така го сметаме за еден од ферментираните производи. Споредено со јогуртот, според мене е многу подобра варијанта. Кисело млеко, кефир, грчки јогурт може, да, исто содржи голема концентрација на протеини, грчкиот јогурт. Помалку може некој меки кашкавалчиња, урдичка и така натаму, нешто што има повеќе протеини. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката. Ние вака се сомневаме, кај нашето дете 2 годишно е, 2,5 години, се сомневаме на интолеранција на глутен, поради тоа што има, често се појаваат кај него проблеми во стомачето, со цревата. Затоа би сакале да ни даде совет. Кога се прави Денешната гостинка, само да знаете, дека е нутриционист, магистар по нутриционизам, а дали вие сте пошли можеби на детската клиника за гастроентерохепатологија, имате правено испитување некакви? Не сме правеле още детални испитувања, пошто мислевме дека е во рана возраст. Какви се симптомите? Какви се симптомите? Симптомите се будење во ноќните часови, одбивање на храна, значи повеќе се базира на млеко, на бисквити, не јаде цврста храна. Аха, не јаде се уште цврста храна? Одбива да јаде, едноставно детето не сака да го јаде, тоа што му се понудува. Тоа е еден голем предизвик за родителите. А вие претпоставам дека му нудите на детето, му давате манчички и цврста храна, но едноставно одбива. Понудено, но сепак тоа одбива, како да се плаши од самата храна. Така, ви благодарам. И ноќните часови се претвораат во ужас, нема мирен сон. И навечер се буди, претпоставувам, така? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би препорачале? Ова е голем предизвик кога децата одбиваат да јадат цврста храна. Тука мислам дека повеќе педијатарот би дал поправилни совети. Значи, јас од тука не можам да проценам дали детето има некој симптом кој што нема конкретен симптом кој што би укажувал на некој нетолеранција на храна. Значи, можеби е сосема нешто друго во дигестивниот систем. Значи, кога станува збор за... Или детето е пребирливо, може да е тоа. Значи, ќе треба консултација со педијатар да се направи. Повеќе мислам дека тука педијатарот би одиграл поголема улога. Затоа што кога станува збор за интолеранција на глутен, се случува обстипација, се случува подуеност, некои кожни промени може да се почувствуваат, анемија доколку има, заради неправилната апсорбција на микронутриенти. Кај повозрасната популација се соочуваме со замор, особено храна богата со глутен, кога ја консумираме, па после тоа сме заморни, поспани, немаме концентрација и така натаму. Во овој случај не слушнав некој таков симптом, освен некои болки во дигестивниот систем. Кои се најчестите грешки што ги прават луѓето, кои што се на безглутенска или пак безлактозна исхрана? А не е диагностицирано? Не е диагностицирано, да. Значи, се доведуваат свесно до дефицит на нутриенти. Дефицит на D-витамин, дефицит на B12, поголема консумација на јаглени хидрати,
поради природата на безглутенските житарки и брашната кои што се користат, внесување вишок калории на тој начин и така Значи натаму. контраефект ќе постигнат. Значи дефицит на витамини и минерали ги кажавме, така натаму. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден, Добар ден. повелете. Поздрав до нутриционистката и до водителката. Ме Благодарам. интересира каква разлика има кисело млеко во домашни услови киселено и во маркетите. Така, и ова е едно убаво прашање. Добро. Дали е исто кефир и кисело млеко квасено во домашни услови? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Одлично прашање, дали е исто или не е? Апсолутно секогаш сме за она што е дома произведено. Независно дали е кисело млеко, дали е леп и така натаму. Бидејќи кога сами си ги подготвуваме производите, ние сами ги модифицираме состојките, работиме со нив и знаеме што точно сме внеле и што точно консумираме. Апсолутно секогаш сум за овие производи дома да се прават. Затоа што, како што и на почеток спомнавме, во некои типови на кисело млеко може повторно да се најдат згуснувачи. Зашто? За да се одржи и трајноста на производот. Секако тоа има некоја технолошка оправданост. Меѓутоа, може некогаш нешто што мислиме дека е 100% здраво, да биде буквално нездраво. Така, знаеме дека млекото, кога ќе го отвориме, стои со денови и не се расипува. Точно. А доколку е свежо, не може да стои тоа подолго. да се случи. А кога ме праша гледачот дали е кефир и кисело млеко исто, не. Значи кефирот се добива по пат на ферментација на кефирни култури или оние кефирни зрнца, што ни се познати. И токму во процесот на негово добивање се користи лактозата шеќер. Значи за нешто да изферментира потребно е шеќер. А во овој случај под дејство на кефирните култури се преработува таа лактоза и се добива еден екстра корисен производ. А дали имаат различни пробиотски култури, кефирот и киселото млеко? Да, може да. Мислам се наоѓаат различни пробиотски култури. Така. И моето последно прашање за денеска е како да се направи транзицијата од класична кон безглутенски, безлактозна исхрана кај оние што имаат потреба од тоа, без да се создаде шок на организмот. Може ли преку ноќ да се направи? Ако е целијакија, да. И мора. Ако е голема и бурна алергиска реакција, и во тој случај мора да се пресече наеднаш. Меѓутоа, доколку е некоја сомнешна интолеранција, значи велиме постепено оттргнување производ по производ. Само во тој случај. Така и да заклучиме дека кај здравата популација здрав е внесот на лактозата и на глутенот. Так. Не постои никаков проблем за нивно конзумирање. Не постои никаков проблем, само да се внимава на количината, затоа што некогаш и со прејадувањата и земање леп со секој оброк се ги правиме проблемите, но би кажала и само уште дека и глутенот и лактозата се неесенцијални нутриенти. Значи може да се живее без нив и затоа пак ќе кажам, ако е медицински оправдано, задолжително да се тргнат, меѓутоа не е неопходно да се тргнат кај здрава популација. А лебот да биде дел од нашето мени или не? Да, лебот би требало да биде дел од нашето мени, меѓутоа треба да знаеме кога и во која количина. Значи, умерено. Затоа што губењето килограми не е поврзано нити со глутен, нити со лактоза. Кај здрава популација, Значи, губењето килограми е баланс помеѓу внесената храна и потрошената енергија. Значи, сепак и храната енергија. Ако не ја трошиме, таа си се складира. Па дури и најздравата храна, да. И таа има калории. Така. Ви благодарам многу за вашето гостување во денешната тема Амбуланта и што проговоривме на оваа интересна и актуелна тема. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека бевме денеска од корист. И јас верувам во тоа.
Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, во денешното издание на оваа емисија, која што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и овој пат, а гледајте на секој работен ден во редовниот термин на емисијата, а тоа е 12 часот и 50 минути. Ви посакувам убав ден. До гледање.